Сојузот на синдикати на Македонија им го честита 1 мај меѓународниот ден на трудот на членките на синдикатот и на сите работници во државата. Од името на ССМ и на Сдружените синдикати сакам да им го честитам меѓународниот ден на трудот на сите наши членови и на сите работници со јасна определба дека Сојузот на синдикати на Македонија останува стожер во остварувањето на работничките права. Нашата стратегија неколку години наназад не е поврзана со празнувањето со одреден фолклор и прославување со музика. Туку сме се определиле празнувањето да го вршиме преку конкретни кампањи и со добивање на конкретни резултати, изјави председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски по повод денешниот празник. Започнуваме со урбаните вести. Добро дојдовте. Зошто го славиме 1 мај? Езерце во вид на 2 залепени школки. Нов мини плоштад кај италијанска амбасада. Грант за заштеда на енергија за градинката Гоце Делчев. Отворен конкурсот за државната награда 11 октомври. Први мај меѓународниот ден на трудот се празнува како знак на почит кон жртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Кај нас како по обичај и традиција. Празникот се прославува низ излетничките места со скара и алкохол. Денот на трудот е меѓународен празник кој се одбележува на 1 мај и е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. 1 мај се празнува како знак на почит кон мртвите на штрајкот кој се одржал од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Целта на штрајкот на околу 4000 работници била да се издействува воведување на 8-часовен работен ден. Полицијата употребила сила и имало жртви. Организаторите на штрајкот биле изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. Во спомен на жртвите во Париз е донесена декларација со која работниците се повикуваат на масовни демонстрации на 1 мај за да ја подобрат својата положба. Оваа декларација ја донела Втората интернационала на својот основачки конгрес во 1889 година. Од тогаш празникот е манифестација на класната солидарност на работничката класа во светот, а следбеници на иницијативата се сите работнички синдикати во светот. Во Македонија првиот синдикат е основан во 1908 година, поточно синдикатот на чевларските работници. Сојузот на синдикати на Македонија денеска на плоштадот Македонија бара иницијатива за изменување и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, за да се потсети на проблемите со невработеноста, загрозените работнички права, ниските плати и неадекватните здравствени услуги. Во светот исто така на овој ден се одржуваат мирни протести. Во Македонија до 2006 година 1 мај се празнуваше 2 дена, а сега се празнува само 1 ден. Голем дел од помладата генерација го сметаат за ден на пикникот, скарата и по некоја капка алкохол, при тоа не знаеки какво е неговото историско значење и како се стекнале правата кои денес ги уживаме на работните места. Скопје ќе добие уште еден мал плоштад, а граѓаните уште едно место за дружење и одржување на културни настани. Станува збор за плоштадот кај италијанска амбасада кој ќе биде официјално отворен следната недела. Улиците 8 ударна бригада и Лермонтова во строгиот центар на Скопје сега завршуваат со нов мал плоштад по реконструкцијата на плочките кои ги изведе општина Центар. Тротоарот и коловозот од улиците е поплочен со вештачки гранитни плочки и направен е нов паркинг, а новиот плоштад е опремен со модерна урбана опрема, чешма и паркинг за велосипеди. Улиците ги красат и 12 индиски јорговани и 3 лиродендрони, дрвја слични на јавори, а просторот кој се отвори со плоштадот ќе може да се користи за одржување на културни настани, информираат од општина Центар. Веќе од наредната недела, велат оттаму, овој простор ќе биде отворен за граѓаните, а додаваат и дека подготвуваат изненадување за граѓаните со еден необичен детаљ со урбана опрема. Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО на градинката Гоце Делчев од општина Илинден и додели 1000 евра. Во рамките на проектот енергијата се штеди, таа за мене многу вреди.
Градинката Гоце Делчев доби неповратни средства во висина од 1000 евра. Во рамките на проектот Енергијата се штеди, таа за мене многу вреди, што ги доделува Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО. Ова е втора година поред како предшколската установа добива финансиска поддршка, откако минатата година искористи грант од 1000 евра за проектот Ботаничка и цветна градина. Годинава парите ќе се искористат за замена на неонките со економични светилки и тоа во 4 занимални и во холот. Надлежните од општина Илинден посочија дека преку овој проект треба да се разбуди свеста кај децата за заштеда на енергијата. За овие светилки се претпоставува дека ќе имаат 10 пати поголем век на траење од обичните. 2 залепени школки, а на делот кон градскиот парк која е на доминантна визура и од стакло. Вака изгледа првонаградениот труд на конкурсот за идејно решение за ресторан Изерце кој го распиша општина Центар. Трудот е со шифра Мезе, а автори се Филип Кунески, Борко Георгиев и Иво Георгиев. Објектот треба да биде потонат во земја за да дојде до нивото на езерцето. Жири комисијата составена од вработени од општината и надворешни експерти констатира дека идејното решение ги почитува постоечките структури како што се дел од железничката станица и познатото возче Киро и дел од некогашниот летен шанк. На овој конкурс беа пријавени 25 труда, 3 повеќе од минатиот конкурс за училиштето во Капиштец. Ова е ренесанса на нашата фела. Години наназад имаше многу конкурси, но буквално се јавуваа еден или двајца за да се задржи формата, велат архитекти од општина Центар. Последен таков конкурс беше плоштадот во Мал Ринг, познат како плоштад на ВМРО. Сега работата е во рацете на комисијата за јавни набавки од општина Центар, која треба да изработи тендерска документација за склучување договор за основен проект со првонаградениот. Општина Центар подготвува изложба на која може да земат учество сите пријавени на конкурсот. Од денеска до 31 мај ќе трае конкурсот за доделување на државната награда 11 октомври за 2014 година, соопшти Министерството за култура. Со наградата се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Државната награда 11 октомври се доделува секоја година на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјата. Според условите определени во конкурсот, наградата може да се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство од јавен интерес на Република Македонија. Иницијатива за доделување на државната награда 11 октомври може да поднесат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и граѓани. Иницијативите треба да се достават до Министерството за култура на Република Македонија, Одбор за доделување на државната награда 11 октомври. Подносителите потребно е да ја образложат иницијативата. Во текстот треба да се содржани прецизни биографски податоци за лицето и податоци за установа, трговско друштво или здружение на граѓани, точна адреса, улица, број, место, град, држава, податоци за остварените резултати во областа во која е постигнато остварувањето и други податоци што се смета дека ќе придонесат во оценувањето. Подносителот на иницијативата мора да го наведе своето целосно име и презиме, назив, фирма, адреса и телефон. Текстот на иницијативата да се достави во 20 примероци, а трудови, книги, публикации кои се третираат како прилози треба да се достават во еден примерок. Наградените ќе добијат диплома, плакета и паричен износ или 15 просечни месечни плати во Република Македонија, исплатени во последните 3 месеци во тековната година. Фудбалската федерација на Македонија и официјално поднесе кандидатура за организирање на Европското првенство во фудбал во 2020 година. Формула 1 возачот на Мерцедес Луис Хамилтон е најбогатиот британски спортист. За овие останатите вести од спортот ќе дознаете по рекламите.